Од наредната недела повредени од трагедијата во Кочани ќе почнат со рехабилитацијскиот третман на Пониква. Секоја група ќе престојува таму по 2 недели и ќе ротираат цело лето. Со нив ќе има физијатри, физиотерапевти, како и медицински тим од Кочанската болница кој ќе им биде на располагање 24 часа. Ќе добијат и психолошка поддршка, работна или окупациона терапија и исто така социјализација, затоа што ќе бидат сите на едно место, ќе имат можност да бидат на еден тип на одмор и рекреација во воздушна бања, а и да бидат блиску до града за да можат да имаат контакти со родителите и со пријателите. Во Кочанската болница во следниот период ќе одат и пулмолози од Скопје по барање на дел од повредените, за да не мора тие да патуваат по 100 километри до главниот град. Тоа го пријавиле на отворената телефонска линија во владата. А по реагирање на вработени за условите за работа, но и на дел од лицата кои беа повредени во пожарот во Пулс. За 10 дена ќе стартува и реновирање на одделот за физикална терапија во установата. Во понеделник и вторник е најавено доаѓање на екипата од Бугарија во соработка со компанијата од Германија која што им изработува компресивната облека по мерка и работиме напоредно на 3D скенирање кој што ќе евентуално да се направи во Кочани додека се земат мерките на втората група на пациенти на кои што не им се земени мерките, да се работи на 3D скенирање на врат и лице, на изгореници на врат и лице, за да може да се работи на тие лузни и тоа напоредно е да им се биде достапно во болницата во Кочани ќе се одвива тоа. Повредените со изгореници на лицето и рацете не смеат да излегуваат на сонце, а долг е процесот на физикални вежби и терапија за да ги повратат функциите на екстремитетите. Речиси 3 месеци по големата трагедија во која загинаа 62 лица, а 200 беа повредени. 5 мина се уште се на лекување во странски медицински центри. Сања Димитровска, Сител телевизија.